Владата има нов состав, коалицијата е со нов партнер. Дебатата во собранието е форматирана. Една тема – корупција и криминал, различни актери. Зависи кој како мисли дека ќе има ефект. Не се штедат Ковачевски, Мицковски, Груби и Таравари за фактите пред суд, ако има храбри обвинители. Во политичката дебата примитивната реторика до непромисленост и кон избраниците и кон народот. Пратеничките биле наводно ружни на нашиот и модерните премиери. Веројатно им недостига луцидноста и сарказмот на еден Черчил. Тоа се чита и се учи од неговите тритомни мемуари. После се, какви се позиции во Северна Македонија градат и има двете најголеми македонски партии. Господин Левков, кој со кого на престојните парламентарни избори? Проевропско ориентираната СДСМ која се декларира или ВМРО ДПМН со обид за поддршка, интра-албанска поддршка? Па неверојатно ќе биде народот против оваа ненародна влада, затоа што гледаме многу честа злоупотреба на терминот европски, не се разговара за вистинските проблеми кои што ги тиштат нашите граѓани. Гледате неброени проблеми со фондот за здравствено, хакерски напади, закани од бомби, граѓаните практично се уплашени за својата безбедност. Од вчера гледаме дека владата потврала и да го снабди народот со основните базични прехранбени продукти, парафтовите залепни останаа празни, многу криминал, така да сметам дека на наредните избори ќе биде многу лесно да се одлучи, односно ќе се гласа против криминалот, неспособноста и ароганцијата. Мислам дека е се уште рано да зборуваме кои со кога на следните парламентарни избори, меѓутоа она што точно јасно веќе се диференцира е дека имаме блок кој што се залага за извршување од наша страна на обврските, кои што ќе значат продолжување на преговорите со Европската унија, бидејќи навистина сметаме дека тоа е единствениот пат и опција за нашата земја и дека не треба воопшто да го бараме нели решението или да бараме опција Б во други сојузи и дека имаме блок кој што нели сте противи на она што треба да се заврши од наша страна како задача за да продолжиме со преговорите, односно се противи на уставните измени, а на сите веќе ни е јасно дека неусвојувањето на уставните измени ќе значи прекин и застој во преговорите со Европската унија. Министерот Маричич вели време е да седнеме со ВМРО ДПМН за да разговараме за потребата да ги протуркаме уставните промени. Постои ли подготвеност кај најголемата опозицијска партија заеднички да најдете заеднички да седнете на маса за да дадете поддршка за уставните промени? Многу доцна и на многу погрешен начин доаѓа овој обид за некоја би рекол инклузивно, затоа што во самиот процес на преговори ќе ве потсетам кога во соседна Бугарија нивното собрание не губеше време и донесе навремено ставови кога беа вклучени сите политички партии кај нив во преговорите, кај нас тој процес на преговарање за жал исклучување на штетни договори и на штетни протоколи се водеше во еден многу тесен круг кој што го водеше триото во тоа време Заев, Маричич и Османи, сега продолжено од триото Ковачевски, Маричич и Османи. Сето тоа ни донесе многу порази и ни доведе во една ситуација дека тие ветуваат практично нешто што не можат да го исполнат. Сега се обидуваат преку пат на притисок и преку пат на прикажување дека уставните измени се единствената пречка, притоа не зборуваат за сите останати проблеми кои што за жал ги имаме во државата. Ние навистина мораме да најдеме начин да се надминеме себе си за да направиме она што е добро за граѓаните. Факт е и тоа анкетите го покажуваат дека ние имаме пат, нели на односно пораст на евроскептицизмот како резултат на долгиот застој во преговорите. Факт е дека Европската унија и нејзиниот однос кон нас не бил секогаш коректен и согласно копенхашките критериуми, меѓутоа сепак се уште мнозинството од наши граѓани сметаат дека земјава треба да биде членка во Европската унија и сакаат да се видат таму. Така да одговорност е првенствено на политичките субјекти, владата и сите политички субјекти во собранието да го направат тоа во интерес на граѓаните. Поштовани, тоа е Миле Левков. Целиот разговор со него ќе го гледате малку подоцна, вклучувајќи го и одвојниот интервју со пратеничката од СДСМ Санела Шкрелј.